Повредата на рабетниот мозок и лицето кај Денис Тот немала да го смени курсот на лекување. Спротивно на она што се обидува да го докаже одбраната, директорката на Карил Маја Мојсова Миовска сведочеше пред судот дека причината за смртта на хрватскиот ракометар бил престанок на работата на срцето или дишењето. На прашањето дали забележала надворешни повреди на лицето и главата на Тот, Мојсова одговори дека на видливите делови не успеале да видат нешто што ќе објасни состојбата во кој се наоѓал претепаниот ракометар. За жал, ние сме анестезиолози и немаме алатка која што може да ни даде увид во тоа која е главната причина за смртта. Ние во тој момент немавме податок. До моментот кога пациентот почина, немавме никаков податок што се случило со тој пациент. И лекарката Билјана Андоновска исто така од Карил по предлог на одбраната сведочеше дека пациентот бил донесен без знаци на живот и без срцева акција. Прашана за причината за смртта, Андоновска одговори дека немале изведено заклучок. Првичната информација беше дека колабирал во кафич. Се спровела долга реанимација, беше спроведена компјутерска диагностика, беа повикани сите специјалности за кои што мислевме дека можат да помогнат. Беа направени низа биохемиски и микробиолошки анализи. Пациентот во текот на целото лекување беше респираторно и хемодинамиски поддржан. Со оглед на нејаснотиите за причината на смртта, пациентот беше испратен на судска медицина. Бранителите на обвинетите се децидни дека лекарите до последен момент не знаеле од што го лекуваат Тот и покрај тоа што му била направена целосна томографија. Повредите се во пределот на главата. Оние што ги констатира судска медицина, кои што како такви би морале да бидат видливи и да евентуално во насока на нив се превземат и други действија. И она што го потврди е комплетна компјутерска томографија. Такво снимање мораше да ја покаже повредата затоа што тие лекуваа, но до последен момент не знаеа од што лекуваат и зошто лекуваат и која е причината зошто го изгубија тој пациент. Обвинителката Тања Трајчевска претходно изведе материјални докази, рентген снимки од оштетениот Денис Тот изготвени од судска медицина. Основното јавно обвинителство Скопје ги гони обвинетите Анџело Ѓоргиевски, Климентина Левковска и Андреј Костовски за кривичното дело убиство. Согласно обвинителниот акт, обвинетите се товарат дека на 7 април пред ноќен клуб во градскиот парк во Скопје заеднички го лишале од живот оштетениот Денис Тот. Судењето продолжува на 31 октомври.